Кажевте она што Македонија во моментов го прави, а тоа е осовременување на армијата, модернизација на македонската армија. Може значено е да се истакне дека кога зборуваме за интеграцијата на Македонија и другите земји од регионот во НАТО, дека реформите што ги правиме пред се да имаме силни армии, мобилни армии кои се гарант на територијалниот интегритет и суверенитет на секоја земја, вклучувајќи за македонската армија на Република Македонија. А модернизацијата во тој аспект е можна значајна. Процесот на модернизација кој што владата на Република Македонија го започнаше пред 2 години е пред се за да имаме силна, мобилна и ефикасна армија, меѓутоа исто така модернизација правиме целосно согласно стандардите на НАТО. Имено опремата што ја набавуваме е потекне од земји членки на НАТО или земји партнери на НАТО, е целосно компатибилна со НАТО стандардите и тоа ќе овозможи што нашите мировници кога одат во операции заедно со другите членки на НАТО да бидат целосно компатибилни. Тоа е еден чекор напред во нашата интеграција во НАТО алијансата, исто така како што беше истакнато за време на самитот во Кардиф. Беа поставени 2 услова кои што земјите треба да се стремат да ги постигнат. Тоа е дека 2% од брутен националниот доход да се искористи за одбрана и 20% од буџетот за одбрана треба да се користи за модернизација. Република Македонија со започнувањето на процесот на модернизација на армијата ќе достигне во вториот услов, односно над 20%, скоро 25% идните години од буџетот на армијата ќе се користи за модернизација. Со тоа што нашите припадници ќе добијат современи орудија. Во процесот на модернизација исто така е предвидено и нивна обука, за да може соодветно да ги користат, како и обука за одржување на овие средства. Имаме ли некој одреден рок кога треба комплетно да се модернизира армијата? Или постепено годишно, оноко колку што ќе може да издвојуваме? Видите, кога се зборува за вакви големи проекти, секој пат се идат со повеќе годишни набавки и ниту една држава не може од својот едногодишен буџет да направи ваква модернизација. Сите земји кои прават вакви модернизации ја набуваат опремата во период од неколку години, а го плаќаат опрема на подолг рок. И сигурно сум дека оваа модернизација која сега започнува, после 7, 8, 10 години ќе има потреба од нови средства и технологија да се развива, така да тоа е еден жив процес.